кај нас во Југославија има спроведено 6 пописи и 3 пописи во Македонија, 94-та, кои го бойкотираа албанците, потоа 2002 кој беше наместен и фингиран и 2011 кој беше откажан од страна на тогашната власт. Според тоа што можевме да го чуеме во бомбите, тие го откажале поради масовни нерегуларности на терен, односно популарното попишување на Skype од Швицарска и поради тоа што реалните жители на терен од една етничка заедница паднале под процентот утврден во Уставот. Значи, кога Груевски не успеа да го спречи со 63 пратеника, тој пописен фалсификат, зарем очекувате СДС со 42 пратеники и ваква сервилна политика кон ДУИ тоа да го стори? Не, напротив. Ова е попис за отпис на македонците, ова е попис за демакедонизација на македонците и попис за штелување на реалноста, или да бидам поконкретен, за косоваризација на Македонија. Ова е попис кој што се обидува македонскиот конститутивен народ, како државотворен народ и македонската нација да ја сведе на обична етничка заедница. Она што ние го блокиравме во собрание, тоа беше со законот за лични карти, и е продолжеток како таен анекс на тиранската платформа. Имено, да им стане појасно на гледачите, македонците се народ кој е составен од минимум 10 етнички заедници. Ако гледате етнички и ако гледате етнолошки и антрополошки. Има студии кои велат дека тука влегуваат мијаците како посебна етничка заедница, брсјаците, шопјата, торбешите, шкретите, дебраните, егејците, пиринците, гораните и помаците. Минимум 10 етнички заедници кои го сочинуваат македонскиот народ. Тоа значи дека македонскиот народ не е етничка заедница. Она што се обидува преку оживотворување на некој дух или духчиње на рамковниот договор, да му се одземе приматот и практично ние да станеме курдите на Балканот, народ без држава. Значи, ова е попис кој што тоа ќе го направи еден чекор кон федерализација на државата и во иднина сецесија и создавање на една голема држава, која што е сон на многу наши сограѓани.